Вести на Канал 8, добро дојдовте. Владата донесе одлука да додели финансиска подршка во висина од 3 денари за производителите на пченица. Исто така ќе се зголемат и субвенциите за јачменот. Наместо 6.000 денари, земјоделците ќе добијат 12.000 денари. Владата на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе одлука преку интервентната програма да се додели финансиска подршка во висина од 3 денари по килограм на производителите на пченица која продале кај регистриран откупувач. Од владината прес-служба посочија дека целта на подршката е да се обезбеди државата со поголема количина на жито од домашното производство, а да се намали зависноста од увозот. На седницата била донесена и одлука да се зголемат субвенциите на јачменот по хектар, со што од досегашните 6.000 денари, производителите на јачмен ќе добијат 100% зголемување по хектар, односно 12.000 денари. Измената се врши поради нарушување на пазарот во производството и продажбата на јачменот за 2024 година, кој изнесуваше 9 денари по килограм, а идејата е со одлуката да се интервенира и да ја покрие загубата кај производителот на јачменот. Поради дефект на комуналното возило за собирање на отпад од контејнерите, во наредните денови нема да се врши собирање на сметот. Во прекине собирањето на комуналниот отпад од контејнерите во општина Кочани поради дефект на хидрауличната пумпа на специјалното возило за собирање и транспорт на ѓубрето. Од комуналното јавно предпријатие Водовод во писмено известување велат дека активно се работи на сервисирање на возилото, а истото се очекува да биде санирано во наредните денови. Проблемот е настанат поради исфрлен градежен шут во некој од контејнерите, а по поправката ќе продолжи нормалното функционирање и собирањето на отпадот, при што тоа ќе се одвива според претходно утврдениот распоред. Фрлањето кабаст отпад и градежен шут на јавните површини е спротивно на Законот за управување со отпад и се казнува со 60 евра во денарска противвредност. Од Инспекторатот за животна средина се бара повеќе контроли за граѓаните да бидат повнимателни каде го фрлаат тешкиот и градежниот отпад. Од Водовод апелираат до сите жители совесно да се однесуваат кон животната средина и отпадот да го одлагаат на соодветно одбележаните места, а потсетуваат и дека контејнерите се наменети за комунален отпад и други видови на неопасен и интерен отпад од домаќинствата. Локалната самоуправа на Зрновци веќе има изготвен план со приоритетните проекти што треба да се реализираат со финансиската подршка од државата, а што се очекува да ја добијат општините. Според најавите, владата во текот на овој месец треба да распише повик за субвенционирање, односно финансирање проекти на општините, а според определената методологија за 2024 година, општина Зрновци ќе добие меѓу 6 и 7 милиони денари. За идната година пак износот ќе биде поголем за двојно повеќе, односно според пресметките за 2080 жители по 135 евра би требало да се добијат меѓу 17 и 18 милиони денари. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот Борчо Коцев ги информираше советниците дека меѓу приоритетните проблеми за решавање е санацијата на главниот цевковод за водоснабдување во Зрновци. 15 на години е главен проблем. Таму на тај цевковод буквално секоја година што се стават тие нови делови и гривни, буквално вложени се средства како што он кошта. Проектот за тај цевковод е некаде 2 милиона и 400 илјади денара. Кога ќе реконструираме тај цевковод, ќе створиме услови за да можеме да пуштаме доволно количина на вода и за Зрновци и во некои ситуации како што се сега појави у Видовиште директно со инсталација на препунктна пумпа над Видовиште да се снабдува и новиот резервар сега што го започнавме и постоечкиот резервар со вода. Мајќи предвид дека фабриката може да третира до 20 литри во секунда, а сега не можеме по цевководот да пуштаме повеќе од 10,5 литри во секунда. 11 кога се пуште, за 5 минути пука некаде цевковод. Меѓу приоритетите на општината за користење на државната помош ќе биде и изградба на патот од местноста Оризови Гумна до местноста Друмот во Видовиште, како и на локалниот пат до местноста Гробишта во Мород Вис.
Покрај овие, општината има изготвени и проекти за изградба на улица во Зрновци, во правец на местноста Дива Топола, потоа за доградба на училишната зграда, за изградба на подпорен зид кај основното училиште, со што ќе се овозможи проширување на спортската сала. Исто така, меѓу проектите е планирана изградба на спортско игралиште во селото Мородвис. Локалната самоуправа на Виница е подготвена за апликација на проекти кои ќе бидат финансирани од страна на владата. Градоначалникот Миле Петков за Канал 8 телевизија истакна дека во оваа тековна година ќе бидат реализирани проектите реконструкција на кејот на Виничка и Градечка река. Драган Николов повеќе за ова. Општина Виница ќе има 4 пати поголем буџет од сегашниот, со средствата кои владата ги издвои за помош на општините. На годишно ниво за Виница се предвидени околу 2 милиони денари, што според градоначалникот Миле Петков е доволно да се реализираат проекти за подобрување на инфраструктурата во градот. Очекуваме во најскоро време да биде пуштен повикот од Министерството за локална самоуправа до општините за апликација на проекти. За ова тековна 2024 година, према буџетот кој што е на располагање на општина Виница, планираме да аплицираме со 2 проекти. Тоа е регулација на речното корито на Градечка река, за што комплетно ќе биде завршен регулацијата на Градечка река, која што се раѓа во централното градско подрачје на Виница. Исто така, планираме да аплицираме и со регулација и партерно уредување на коритото на Виничка река во должина од околу 1100 метри. На тој начин комплетно ќе биде завршена регулацијата на овие 2 реки кои што поминуваат низ централното градско подрачје на Виница. Тоа се проекти кои што се планирани за оваа година, додека за наредната 2025 година веќе имаме подготвено техничка документација за дел од проектите и сме во фаза на изработка на проекти кои што ќе бидат реализирани во текот на 2025 година. По аплицирањето за проектите од општините, владата ќе им префарли парични средства на сметките на локалните самоуправи и точно ќе се знае за кој проект колку финансии ќе бидат наменети. Управата за јавни приходи во изминатиот период спроведе 18 контроли за фискализација согласно Законот за регистрирање на готовинскиот промет. Контролите беа направени на подрачјето на општина Виница и Свети Николе, каде имаше настани на отворено. Од извршените контроли утврдени се неправилности кај 6 даночни обврзници на територијата на општина Виница. При тоа, кај 2 даночни обврзника констатирани се неправилности по основ на неиздавање фискални сметки. Кај 4 физички лица пак е констатирано вршење нерегистрирана дејност. Тие понатаму по службена должност се проследени кај Државниот пазарен инспекторат за понатамошно постапување. Во општина Свети Николе пак не биле констатирани никакви неправилности. Управата за јавни приходи уште на почетокот на летната сезона најави за активностите што ќе ги спроведува во поглед на усогласеноста кај даночните обврзници и редовно објавуваше известувања за спроведените активности. При тоа се најавува дека со исто темпо ќе се продолжи и понатаму, со оглед што во наредниот период во општините следуваат и други настани на отворено. Во текот на септември управата за јавни приходи ќе продолжи и со редовни контроли и следење на усогласеноста на даночните обврзници.
Почитувани со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.